Почитувани граѓани, секој месец нова кризна состојба со СДСМ. Откако целата измината година експертите предупредуваа за енергетска и топлинска криза, додека извесен период од БЕК убедуваа дека греат со оптимален режим и дека континуирано испорачуваат топлина до потрошувачите, одеднаш владата прогласи кризна состојба со снабдувањето на топлинската енергија. Граѓаните беа ставени пред свршен чин, еден ден пред исклучување. Оваа влада на СДСМ е причина за уништениот стандард на граѓаните кои имаат недостиг на топлинска енергија и плаќаат поскапа струја. Заради неспособноста на владата предводена од СДСМ, граѓаните плаќаат повисоки сметки за парно и се во неизвестност дали ќе има грејење. Додека сите светски лидери водеа интензивни разговори за обезбедување на газ по пониски цени, првиот човек на регулаторна комисија за енергетика, Беслимовски, пред само 2 месеци ги убедуваше граѓаните да бидат спокојни. За грејната сезона тврдеше дека компаниите се подготвени. Денес, владата повторно со парите на граѓаните, преку буџетски средства, плаќа најскапа топлинска енергија. Неспособноста на СДСМ го доведува секое домаќинство во поголеми трошоци, преку сметките за парно и струја. Неспособноста на СДСМ го отежнува секојдневието по сите основи. Катастрофалното менаџирање со кризите од страна на енергетскиот и економскиот тим на СДСМ преку Бектеши и Битики се гледа и низ ставот на АД Тето Скопје, од каде што алармираа дека предложената цена од страна на владата ќе значи нивно работење со загуба и дека ова е само делумно решавање на проблемот. Дополнително, се закануваа дека ќе се одземе лиценцата на БЕК, што е уште една лага во низата лаги кажани од СДСМ. Почитувани граѓани, хаварија, безредие и неизвестност е секојдневието кое го нуди СДСМ. Оваа влада е извор на сите проблеми и по ниеден основ не може да биде решение на проблемите кои тие ги создадоа. Ви благодарам.